Бучковски, Пендаровски е победник и той вероятно заслужено слави, но дали СДСМ и Заев, бидејќи тој беше нивни кандидат, имаат простор да слават? Имаат простор да слават, но не да бидат еуфорични. Јас тоа неколку пати во текот на вчерашниот ден, бидејќи гостував на две други телевизии, го кажав. Резултатот покажува дека СДСМ има сериозен проблем кој треба да го реши во следните месец-два, според мене. Очигледно е дека ние имаме, не само СДСМ што има поддржувачи, ние имаме веќе гласачко тело кое покажа неверојатна зрелост. Настрана политичките партии, ако ги анализираме, кампањата на едниот и на другиот кандидат, можеме да докажеме дека беше една од најиздодевните кампањи. Но резултатот и опасност од нова политичка криза мотивираше делот оние поддржувачи на СДСМ кои абстинираа во првиот круг, не само овие 50.000 вие што велите. Веројатно и делот оние кои беа незадоволни затоа што има повторно голем број на неважечки ливчиња, се трудеа да не пропаднат изборите, бидејќи не сакаа да дојде до нова политичка криза и сметаа дека доволно испратија пораката после првиот изборен круг кон Заев и кон владата. Мислам дека во сите анализи што треба да ги прави Заев и СДСМ, како најрелевантни треба да ги земе изборите од првиот изборен круг. Полесно е сега. Овие 50.000 тие Заев самиот рече очекува разлика од 100.000 гласови. На крајот разликата не испадна 100.000 гласови. Самиот ќе процени каде недостасуваат гласовите, како што самиот требаше да процени, СДСМ требаше да процени каде се направи големата утка за референдумот и слабиот одзив од 36%. Што е тоа што треба да го направи во следните месец-два, бидејќи велите треба наитно да го реши проблемот? Јас не би сакал да бидам во неговата кожа. Едно е кадровската промена, друго е прекус е периодот до новите парламентарни избори, веројатно за сериозната реформа која треба да се случи во СДСМ, а тоа е мојата стара идеја дека мора да има непосредни избори, затоа што дел од општинските раководства според овие резултати кои ги има во 40 општини се поразени. Не верувам дека тие може да направат чудо за една година. Тоа ќе има одраз и на локалните избори за 2 години. Единствениот начин да не биде се натоварот на Заев, бидејќи последните измени во статутот на СДСМ, сиот товар во кадровската политика е во рацете на Заев. Тој, условно речено, направи ВМРО-визација на СДСМ. Наместо демократизација, презема дел од кадровските решенија директно во негови раце. Така што овие лоши резултати, посебно во Скопје и во големите градови, се сериозно опомена дека ова е процес кој ако брзо не се реагира, ако не се превенира, јас не гледам како би можело да дојде до дополнителен пресвод. Можете министри и директори да менувате, но градоначалници не можете да менувате. Никако градоначалниците. Иако сега мислам дека најпрво имаше погрешна анализа првите 2-3 дена после првиот изборен круг, критиката беше Дуи не ја заврши работата, па потоа од кога заврши рафалот на критики кон Дуи, беа проблем градоначалниците. Не се проблеми градоначалниците. Тие имаат мандат уште 2 години, тие што се не може да се сменат, но може да се сменат други полуги кои ги има на локално и на централно ниво Заев, но тоа нема да биде доволно. Според мене, овој резултат покажува дека сериозно мора СДСМ да се трансформира во граѓанска мултиетничка партија, која ќе привлекува се повеќе гласачи немакедонци, за да може да парира на ВМРО-ДПМН, кој стана доминантна партија после овие избори во македонското гласачко тело.